Супер, се ќе ги заинтересира младите, кои се поќаја восхитени за тетовина, дали мажите или жените? Сите, брат, сите, дефинитивно. Добар дојавте моето ново видео, денес сме со Дарко Татус, маце ќе поразговараме за неговата кариера и професија. Мислам дека ќе видите заинтересирани тие што сакаат да се тетовираат, маце ќе повлеземе подлабоко за мовет и за неговите почетоци. Здраво Дарко, мило ми е што прифатив. Здраво, брато, фала ти на поканата, мило ми. И мене, дали си спремен? Секогаш. Зашто баш ова професија, а не нека друга? Случајно, брат, сосема случајно. Не знам ја како, али ете, да не плаќам на артисти, решив сам да се тетовирам. Желба за цртање малтене многу мал и така. Кога ти беше првото тетовирање, првата тетоважа, како ти беше чувството? Првата која направив беше првата, тоест втора на себе тетоважа, али прва јас што си ја изработив. Чувството беше страшно, не знам, интересно. Тетоважата нормално катастрофа, како и на секој прв. Добар секој почеток крај. Да. Секој кога почнал првата тетоважа, малтене и следниве 10 сигурно му биле лоши, али ето и мојата беше до брзо време ја носев на себе и направив камера. Пошто малце криво стоеше, а иначе планирав да ќе она како прва тетоважа, али зафаќаше место и криво. Кој ти даде идеја, пример, за ова да се занимаваш? Пошто реално треба прецизно, треба да те влече, како што знам, треба нешто да те влече однатре, пошто не е ова зајавена професија, пошто е многу тешка и многу прецизна. Пошто не е за зајбанца тетоважа, те на грешки мислам дека не се вади. Нормално. Траже прецизност, нормално и многу желба за цртање да се има. Кој ме поттикна, ти викам сосема случајно беше, направив на себе една тетоважа у едно студио, као следниве зашто да ги плаќам, а имам желба за цртање, знаев делимично нешто да цртам на лист хартија и као дај ќе купам машинка, сам ќе се тетовирам и после ред другари, пријатели настрада покрај мене. Супер, кој добиваш најповеќе поддршка? Поддршка добил највеќе од блиски пријатели и роднини и од многу, не се многу малце колеги што исто така ме поддржуваат, као знаеш, секогаш имаш и добро и лошо у некоја тетоважа. Така да може да речем најблиските родни пријатели највеќе и дел од тату артисти од Македонија. Супер, дали може со ова професија да се опстојувате во Македонија и да се има нормален живот? Да, може ако си добар артист, ако добро црташ, ако убаво тетовираш, имаш убав мовет со луѓе, нормално ќе имаш работа и може да се опстани и добро да се заработи. Супер, се ќе ги заинтересира младите, кои се поќаја восхитени за тетовина, дали мажите или жените? Сите, брат, сите, дефинитивно. А кој се поише тетовира, не знам, мислам дека барем мојата клиентела е поише за машки, али многу се и девојчиња тетовира. Која тетоважа ти е најнепрактична и која е најпрактична за правење? За мене најнепрактична, па не знам, брат. Ете, највеќе работам black and grey. Колор цртам не толку, али нормално сакам да тетовирам и колор, така според мене не може што и да е, мораш да го нацрташ или ако сакаш нормално ќе го нацрташ.
А кој е најболно место кога се тетовирање според тебе? Најболно место е под лактица, мислам најмалце боли, надворешна страна, лист нога, нормално, па мислам дека тие и пепа. Најдебела кожа има. А кој е најпрактичната за правење тетовирање, дали назив или налет? Пошто јас како што слушнав дека полошо е да се тетовираш налет, пошто има многу сонце зрачење, колку назим. Не врска. Ако знаеш да одржуваш и ако можеш да одржуваш тетоважата, можеш и лето и зима се тетовираш, се со оглед на тоа треба да се испланираш пред одмор, после одмор, пошто си има ред кога треба да се истетовираш пред одмор, пример, и нормално после одмор не можеш да се истетовираш после сончење. Освен само професија, што се занимава с нешто друго? Добро за време се занимава, веќе сум само на тетовирање. Супер. Што ете запоснам пред да не должиме, што план имаш видење, ако можеш ништо да натпреш? Што план? Па ништо, се повеќе тетоважи, цртање и нормално да се шириме као поубава студио на поубава локација. Супер, мило ми е што прифати на што снимавме. Мило ми беше и над мене, брат. Фала ти на поканата. Нисто и мене. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате уште вакво ново видео, да не заборавате да ставите лайк и subscribe и обавезно да го запратите тој има и од него Инстаграм секако и од мене и тој што е заинтересиран за тетовирање, обавезно да се обратите кај него, нема да сгрешите пошто е добар секако јест, пошто сакам да обожавам тетовирање и сигурно ќе пробам кај него да се тетовирам. И се гледаме во наредното видео.